Почитувани, срамоти хаосот во македонскиот така наречен правен систем, препознаени и надвор од Македонија, не застанува. Случајот со Весна Дамева и одлуката на Управниот суд покажува само дека ако во судскиот совет се разрешува председател, ако се работи незаконски и се носат одлуки спротивно напишаните норми, што останува за обичниот граѓанин кој што бара правда пред која било инстанца на македонското судство. Разрешувањето на Дамева, претходната оставка заради нагласени политички бизнис притисоци врз Црвенковска, изборот на председател на Советот по Дамева и сега одлуката на Управниот суд во очите на домашната и меѓународната јавност се опишуваат со македонската од шупливо во празно. Да имаат грам достоинство, членовите на Судскиот совет веднаш би требало да си поднесат оставка. Почитувани, ова нема крај. Препознаени се истите игри и врз Врховниот суд, закани за разрешувања кои што носат дополнителен немир и несигурност кај граѓаните, но и аларм кај меѓународната јавност. Почитувани, никогаш не било полошо. Хаосот во судството е резултат на владењето на ДУИ и СДС, резултат на политички одлуки и пишување на закони во партиски штабови по мерка на криминалот. За оваа ситуација директно одговорни се СДС, ДУИ, Ковачевски и Пендаровски. Тие и нивните пратеници ги бираат главните актери во оваа сапунска серија, за што постои и признание од страна на Пендаровски. Се додека СДС и ДУИ се на власт, Македонија нема да има независен правосуден систем. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме.